СДСМ доби старо нов лидер. Во неизвестна трка Венко го победи Филипче. Каква недела за докторот? Прво се сретна со премиерот Мицковски, а потоа застана и на чело на партијата. Кога ти оди, се ти оди. Додуша, против кандидат немаше, ама и тоа е успех. Можеше да изгуби и од самиот себе, но тоа не го дозволи неговиот ментор Зоран Заев, кој од Дубај сака да ја има контролата на бикачка. Што е сигурно? Сигурно е. Не го оставаат Зоки намира да гради облакодери во Емиратите, па мораше да доаѓа во Струмица и да гласа, додека над зидот висеше неговата слика. Не му е лесно. Затоа цел управен, централен или како и да се вика го напикаа со нивни луѓе, селјачко крило. До кое дередже дојде СДСМ? Од 23.000 регистрирани гласачи на гласање се појавиле 18.000. Другите не знаеле за кого да гласаат. Тоа што добив дупло повеќе гласови од претходниот пат е само доказ дека нашата интензивна работа дава резултат. Венко виде како власта почна да апси се живо и диво по трагедијата во Кочани, па сака да се осигура докаде ќе одат кај нивните. Сакаше анкетна комисија, но откако власта рече дека може анкетна, но таа да ги истражува и пожарот во модуларната болница во Тетово, во чие време токму Венко беше министер, и автобусите на Дурмо и Беса Транс некако се тивки за формирање на комисија. Да не биде дека за џабе му го губел времето на Мицковски, се најдоа на средина да формираат работни групи за закони кои се поврзани со реформската агенда. Тоа, а ич. Уште поочени се партиите на албанците. Биле изненагени и увредени што на средба кај Мицковски бил викнат само Филипче и оти тоа било доказ за моноетничка држава. Бре. Нема ништо лошо Мицковски да се сретне со сите председатели на партиите на албанците, но нема потреба од правење представа наречена лидерска средба. Со лидерска, албанците сакаат да се наметнат како некако фактор и тие да предлагаат што власта треба да прави. Што ќе зборуваат? Еве, Али Ахмети ќе побара странци да се вклучат во истрагата за Кочани, оти во осомничените и уапсените има и членови на ДУИ, дури и министри. Оној Пазијадин села вели дека била задушена албанската опозиција и правдата. За вакви муабети си го имате Албин Курти. Уште кај него можете да глумите некако фактор. Кај другите сте одамна прочитани. Трговскиот центар Соравија во центарот на Скопје, за кој ние обичните луѓе мислевме дека не служи за ништо, да ти вртел милиони. Откако Дрин Ахмети, внукот на Али Ахмети, го купи за џабалк, односно без да вложи ниту едно евро, оди на продажба, на добош, што би рекле србите. Таа зграда од почетокот беше сомнителна, ама тогаш на власт беше Чичо, па купувањето беше представено како странска инвестиција. Сега власта на Ахмети е до раскрсницата во зајаст и почнаа проблемите за Соравија. Убаво рече Дрин во интервју за Република дека никој не е собственик, а ние не му верувавме. Работата е проста. Дрин не плаќал кредит за трговскиот кој бил даден под хипотека кај Бугарска инвестициона банка. Ратите се натоложиле и дошле до 900.000 евра. Извршителот Андреа Буневски на крајот на месецот ќе ја продава Соравија за 22 милиони евра. Ко воли, нек изволи. Првиот чекор што Дрин го направи за тоа да го спречи е го смени името на Соравија. Таа сега стана Кула Валхала. Валхала во нордиската митологија е живеалиште на војници загинати во борба. Не знам на кои војници Дрин мисли, можеби на оние од УЧК. Еден од несудените собственици на Соравија е Ник Назар Мехмети, најпознат како финансиер на УЧК од Америка. Од Соравија, односно од кулата Валхала, велат дека нема да дозволат објектот да оди на продажба и оти ќе ја спречат кај извршител. Уште велат и дека поднеле кривична тужба до јавното обвинителство за организиран криминал. Она обвинителство каде главен обвинител е Ислам Абази, кога тој доаѓа во домот на семејството Ахмети во зајас е голема веселба, па ја и песна. The reason why he's sitting there is because at that event we had like 40 or 50 people, and my father loves folkloric music, so he had some singers that night, and there are videos of the event, and we were celebrating a family occasion. Дали е Соравија, левица или Кула Валхала, битно е парата да врти. Во име на демократијата се разбира. Во 5 минути толку, но во Македонија никогаш не е здодевно. Ќе има доволно пациенти и за следната недела.